Верници од Кочани, Виница, Пробиштип, Македонска, Каменица и други населени места, како и туристи од Скопје и Куманово, денеска во манастирот Свети Васили Велики го прославија големиот христијански празник Василица. Во црквата посветена на овој светец се одржа свечена Василева литургија, со која ќе начелствуваше владиката Иларион. Најнапред, нека е честит и вечен празникот, нека е честито и благословено новото лето 2016 Господово. Посакуваме во ова новата година да има многу радост, многу здравје, среќа и напредок. Благодат во народот и благодат во полињата за мир и благосостојба во светот. На ова свето место, благодарение на нашите ктитори, кои што го изградија овој манастир, веќе ова место оживува и на овој ден народот се собира да го прослави големиот светител, светиот Василий Велики, на кој што е посветен овој храм, но исто така и да го прими благословот Божи за новото лето Господово, бидејќи според јулијанскиот календар денеска е црковна нова година. Меѓу оние кои не пропуштаат да бидат дел од празнувањето на светецот, кој воедно е заштитник на планинарите, е градоначалникот Радко Димитровски, како и градоначалникот на општина Пробиштип Тони Тоневски. Мене ми е задоволство што можам овде на Пониква на 1650 метри надморска височина, првиот ден по јулијанскиот календар, да им посакам среќна нова година на сите православни христијани, сите оние кои што го слават овој ден. Задоволство ми е што се воспостави една традиција на славата на манастирот Свети Василий, кој што е изграден од ктитори, кој што е во поново време, меѓутоа се востановува оваа пракса да на овој ден се собира народот овде, се собираат верниците овде и го прославуваат великомаченикот Василий. Сакам да ја пратам пораката дека заедно со општината Пробиштип го заживуваме овој крај и дека ќе го направиме онака како што треба, што доликува да го направиме еден убав зимски и летен центар овде на прекрасните Осоговски планини. Јас би сакал најнапред да ја честитам стара нова година, да посакам многу успеси, многу среќа и здравје на сите наши граѓани. Меѓутоа би сакал и да напоменам дека веќе неколку години наназад заедно со општина Кочани имаме одлична соработка и се надевам дека и во иднина на ова место на Пониква заеднички и со поддршка на владата на Република Македонија ќе имаме нови инвестиции и навистина Пониква ќе прерасне во еден од најубавите спортско-рекреативни центри во цела Република Македонија. Во празнична атмосфера и планински амбиент, каков што може да понуди само Пониква на 1600 метри надморска височина, за верниците беше организиран манастирски ручек за здравје.